Добра вечер, почитувани гледачи, јас сум Анастасија Елиевска, а вие гледате За или Против. Во вечерашното издание ќе го ставиме фокусот на работата на Собранието, бидејќи претениците до крајот на годината имаат доста зафатена агенда кога станува збор за нивната работа и активности, но ќе позборуваме и за останатите активности поврзани со викендот пред нас. Во студиото ја имаме претеничката од редовите на ВМРО ДПМН, госпоѓа Дафина Стојановска, доктор Дафина Стојановска, добро дојдовте. Добро ве најдов, благодарам за поканата. Секогаш ми е задоволство да сум ваша гостинка. Одамна се немаме видено во ваков формат за емисија и мислам дека имаме доста теми на кои што можеме да зборуваме, но за почетокот би почнала со она што се случува престојниот викенд. ВМРО ДПМН во сабота во Кавадарци ќе го одржи 80-тиот партиски конгрес, на кој што ќе се избере председател на партијата, но ќе се усвои и еден конкретен конгресен документ кој што е насловен Стратегија Македонија 2030 година, а слоганот на конгресот ќе биде визија што ја гради државата. Премиерот и председател на ВМРО ДПМН најави дека очекува голема посетеност на самиот конгрес, од 850 до 860 делегати и околу 1800 гости се предвидени. Но што очекувате вие од престојниот конгрес? Па така, ова е редовен конгрес кој што нели се одржува во нашата партија според статутот на секои 4 години. Вкупно, значи заедно делегати и гости очекуваме негде бројка од до плюс или минус 2600 да бидат присутни на овој 18-ти конгрес. Ќе се одржи во Кавадарци, во спортската сала Мито Хаджи Василев Јасмин. Заради бројноста мораше таков објект да избереме. Веќе организацијата е во голема кондиција, бидејќи преостануваат уште неколку часови до почетокот на конгресот. Го избравме Кавадарци како град каде што досега ВМРО ДПМН нема одржано конгрес. Сакавме да биде така и јас би рекла можеби би го прогнозирала како еден празничен ден за партијата и за сите членови. Нели конгресот е највисокото наше партиско тело. Засега или би рекла единствен кандидат е премиерот и досегашниот председател Христијан Мицовски. Ова ќе биде неков трет мандат како председател на партијата и да, веќе е пракса воведена да на секој конгрес усвојуваме и по еден стратешки документ. Сега веќе во улога на партија која што е на власт од 2024 година парламентарните избори, секако дека сме насочени таа стратегија да се однесува за до 2030 година како што и вие најавивте. Во формирањето на таа стратегија секако учествуваше оној тим кој што и секогаш бил задолжен за креирање на нашите изборни програми, учествувале и дел од извршниот комитет, раководството и така натаму. Слоганот веќе го кажавте и очекувам едноставно само да се зацементира она за што ние нели пред 2024 година жестоко се боревме, победивме, мислам дека најголемата победа беше во 2024 на било кои парламентарни избори досега. Истото се случи и со последниве локални, така да во таа насока ќе се движи и стратегијата која што ќе усвоиме како конгресен документ. Председателот веќе е повеќе од сигурно дека ќе биде реизбран и продолжуваме понатака со истото, а зошто да не и со уште посилно темпо во периодот кој што следува. Оваа година во Кавадарци не сум прашала некој представник на партијата, но намерно ли бирате во различен град да биде? Тоа е некоја близина или со... Така сакаме да биде, да не се повтори конгресот во град каде што веќе е одржан конгрес и затоа го избравме Кавадарци според условите кои што ги нудеше, затоа што бројката на присутни е огромна. Кавадарци ги исполнуваше условите и луѓето се покажани како добри менаџери, организатори, заедно со председателот на општинскиот комитет и мој колега Зоран Јованчев, градоначалникот, исто така и целата партиска структура, но секако дека во организацијата учествува и извршниот комитет, генералниот секретар Ѓорѓија Сајковски, така да очекувам навистина еден празничен ден за ВМРО ДПМН утре. Кога станува збор за конгресите и за престројувањата во политичките партии, останати политички партии најавија во престојниот период дека ќе имаат конгреси, но би се задржала пред се на оно што досега се случи, а тоа е дека на барањето на председателот на Социјалдемократскиот сојуз Венко Филипче на седницата на извршниот одбор кој што ја има, целото раководство и членовите на извршниот одбор на партијата си поднесоа
оставки. Сега, тие вела дека би ги цитирала дека овој одговорен и морален чекор на раководството на СДСМ и отвара простор за ново поглавје и дека следува период на кадровско освежување и зајакнување, како и вклучување на нови лица, организацијска поставеност, внатрешна мобилизација и така натаму. Како го оценувате пред се овој чекор на Филипче, имајќи предвид дека од него дошла барањето за да си дадат оставки? Да, јас сметам дека ова е прв пат се случува вакво нешто во историјата на постојањето на СДСМ. Веќе имаше реакции од некои постари и поискусни членови, но не сум изненадена, бидејќи навистина се случува доста преседани во време додека Венко Филипче ја води оваа партија. Јас сметам дека морален чин е и тој да си поднесеше оставка, особено после поразот на локалните избори, но ете ќе следиме, ќе видиме со што уште би можеле да не изненадат како Социјалдемократски сојуз под раководство на Венко Филипче. И инаку да, изгледа дека декември месец ќе биде запаметен како конгресен месец за партиите, бидејќи нели ДУИ имаат најавено на 20 декември конгрес, така да очекуваме некои политички изненадувања, но нешто да се промени доколку останат истите луѓе во истата партија со истата матрица, без промена на програма, на визија, на беве, зошто да не и тие да извадат некој стратешки конгресен документ. Мислам дека не би очекувала нешто навистина да се случи некој пресврт, па да навистина добиеме во држава, па зошто да не и во парламентот една поинаква опозиција, по-разборита, по опозиција што ќе се труди навистина да биде наш коректив и да се надпреваруваме во подобри предлози, а не да се повторуваме со некои предлози само за да се соберат политички поени, а политичките поени веќе се кажа само на последниве локални избори, сите прогнози им паднаа во вода и тоа беше една најдобра историска победа на локални избори за ВМРО ДПМН, така да се додека сами не размислат дека време е да променат многу повеќе од овие оставки со оглед на составот во парламентот, би рекла. Знаете кои луѓе се таму, така да јас искрено не очекувам, можеби уште некој преседан, но нешто да тргне на добро не очекувам за сега. Не очекувате ни од ДУИ дека ќе направат некои промени? Па и таму има прашалник, сметам дека и тие се веќе свесни, помирени со опозицијата, помирени со поразите и на парламентарните и на локалните избори, и на кои двете партии, нели, уствари, впрочем се извинувам, ДУИ направи измена во координаторите на пратеничките групи, ваму во СДСМ нема измена. Може би тука да повлијае некое чувство за одговорност и за време за промени, но еве да оставиме да видиме. Ова се чисто само прогнози и мои видувања, но без суштински промени, не само на лица. Вие знаете, можете да ги промените лицата, да ја водите истата политика, истата програма. Мислам дека и во двете партии на двата конгреса потребни се можеби и мешавина на искуство, на нови ликови, на овие новите ликови кои што ги видовме изминатиот период во СДСМ, видовте какви гафови направија во самата партија, да не зборувам и за во општеството, така да нови ликови но и изборот тука треба да биде внимателен, но секако и да се смени начинот на нивното функционирање, програмата нивна, концептот и така натаму. Бидејќи ги споменавте локалните избори, на локалните избори да имаше убедлива победа, меѓутоа имаше и некои одредени политички губитници, ако може така да се каже, сега тоа е резултатот беше таков, но имавме на пример за прв пат во историјата Кичево добива градоначелник зад кој што застануваат, најголем дел беше една поддршка доби од многу од кандидатот на ВМРО ДПМН, едноставно и ја смени она како што граѓаните нарекуваат долгогодишна лоша локална власт во Кичево. Од друга страна се случи и Чаир се случи како промена. Но ако гледаме и така, тогаш и Струмице се изгуби, кај што беше исто така место кај што долги години назад имаше локална власт од Социјалдемократскиот сојуз. Пред да поминам на следното прашање, генерална оценка би сакала да земи, што ни покажа како ја поставија новата политичка сцена или новиот изглед и на локалната самоуправа, меѓутоа генерално и на одговорот на јавноста, што покажа локалните избори? Јас сметам, прво испратија порака дека добар дел од гласачите не се заинтересирани, се уште останаа немотивирани да дадат глас, но оние кои што се одлучија
да излезат на избори, конечно ги потона во вода националистичките теми и реторики, што за мене е навистина многу драго. Бидејќи знаете, јас доаѓам од мешана средина или поточно од средина каде што етничките македонци се малцинство и навистина ми пречеше кога некој, например, ќе впереше прст во мене, поддржувате етнички албанец, ние треба да поддржиме човек. Јас за Кичево велев треба да победи кичевчанецот, без разлика дали е албанец и македонец, и најмалку сакав да го потенцирам моментот или податокот дека веќе актуелниот градоначалник на Кичево има сопруга етничка албанка. Тоа е најмалку битно. За мене најбитно беше личноста и токму така можеби и градовите каде што има навистина адути Социјалдемократскиот сојуз ги изгубија, освен Крива Паланка. И Струмица и Крушево има адути, во Ландово исто така има адути. Но ете, во Струмица сметам дека уште во предизборието со изборот на кандидатот ја утнаа работата, додека во Валандово и во Крушево ги оставија нивните адути или дотогашните градоначалници, но ето и таму доживеа пораз и за мене е многу битен и моментот во Кочани, каде што нели прогнозираа после сето на што таму се случи од 16 март навака, но сепак доби поддршка нашиот кандидат, што значи дека јасната порака од народот би рекла дека верува во ВМРО-ДПМН, верува во она што го ветуваше на парламентарните избори. Ние само за година и неколку месеци имавме големи инвестиции преку владата во сите генерално општини, без да правиме поделба која води општината. И мислам дека тој момент беше клучен. Во нас граѓаните гледаат сериозен пристап, гледаат луѓе кои што не лажат, кои што не бегаат, не се кријат, достапни, одговорни, така да мислам дека затоа беше и исходот таков и на овие локални избори, што секако не треба да ни дава никаков ветер во грб за да си добиеме некоја позиција на моќ или не знам како, туку исклучително неколку пати тоа го имам потенцирано или акцентирано дека треба да превземе сериозно оваа доверба што граѓаните имаат во нас и одговорно да се зафатиме за она што смо го ветиле во двете програми и за локалните и за парламентарните избори. По локалните избори, ВМРО-ДПМН е во убедливо водство. Ово на брифинг со новинари го соопшти лидерот на партијата Христијан Мицковски, каде што во последователни анкети кои што се изведени и побарани од страна на партијата, едната на Ипсос, едната на ИПИС, покажуваат убедливо водство или во просек води ВМРО-ДПМН 4:1 во однос на другите политички партии и дека доколку и утре би се одржале избори, ВМРО-ДПМН повторно бил предводник на истите. Но од друга страна Мицковски вели дека сега не би се искористил овој момент, дека пред интересите се на граѓаните и на државата, не партиските интереси, бидејќи ако сакате уште еден 4-годишен мандат, би одели уште утре на избори, иако имаше повици за предвремени избори и така натаму. Но што мислите дека е најголем резултат за ваквите анкети? Ги споменавме локалните резултатите од локалните избори, кои што можеби се не голема анкета на граѓаните, но ајде да речеме дали е можеби тоа, дали се тоа владините политики, дали е тоа начинот на кој што се води локалната самоуправа, новата политичка култура или пак секојдневното живење. Што мислите дека е можеби најзначено за да имаме вакви резултати? Па да, сметам дека сето тоа заедно што вие го наведовте, а пак би потенцирала можеби главен двигател на сета оваа енергија која што ја ВМРО-ДПМН ја прикаже изминативе година и половина веќе. Мислам дека предводник на сето тоа е председателот на партијата и премиерот. Сериозен лик кој што покажа на многу наврати дека и изборот добро го осмислува, но и секако не простува грешки. Ние да не споменувам периодов со личен пример, кажавме дека нема да имаме милост за човек кој што ќе му се случи грешка без разлика дали е намерна или ненамерна. Таков беше случајот, ќе го споменам по втор пат, трагедијата или несреќата во Кочани. Значи, ниту се помешавме, ние знаете дека имавме намера најавено да побараме, односно да реализираме смена на јавниот обвинител, но токму заради тоа што се случија на Кобна ноќ во Кочани, се откажавме од тоа за да не испадне дека сега ВМРО-ДПМН ќе назначи и свој нели така беше пракса, свој човек за јавен обвинител и сега сето тоа ќе биде селективно.
покажавме и преку МВР, спрочем и целиот случај, оние обвинети преку 30 луѓе, нели овој случај има веќе обвинети, сето тоа беше според направени полициски истраги, покажавме дека и МВР може да работи. За МВР доказ, еве сега мислам дека еден од најголемите проекти во историјата на самостојна Македонија, кој што е во период на тест проба, веќе неколку дена или поточно почна неделава, тоа е Safe City, долго најавуван проект, можеби од 2014. Колегите од Социјалдемократскиот сојуз сакаат и таа придобивка да ја припишат на себе, па велат нивен бил проектот. Небитно е, проектот веќе е во тек, се реализира, и што е за мене за поздравување начинот на кој што пристапи самиот министер за внатрешни работи на ова, тоа е дека и овој тест период може да се пролонгира, но само со цел да се соберат сите можеби негативности кои што би произлегле откако е овој тест период, така да нас не ни е целта да ние граѓаните ги казниме. Нас ни е целта да се воведе ред, да се спречат жртви од сообраќајни несреќи и впрочем да го промениме и менталитетот или би рекла нашата сообраќајна култура. И уште нешто што сакав на прашањето за да не биде дека избегнав од темата, онаа пракса на чести избори од страна на власта, тоа беше во периодот на претходното раководство на ВМРО ДПМН. Премиерот кажа нема потреба граѓаните да ги силуваме со избори секоја година. Сметам дека нема ниту една причина, параметар, показател дека треба да се закажат предвремени парламентарни избори, не само што тоа би бил финансиски трошок за државата, туку добар дел од веќе започнатите проекти повторно ќе ги закочиме. Не гледаме причина, нема криза во државата, се функционира како што треба. И затоа ќе оставиме мандатот да се истера до крај, односно до 2028 година. И доказ дека немаме никакви задни намери е тоа што еве анкетите велат дека водиме и дека можеме во секој момент да ја потврдиме нашата позиција, особено после исходот од локалните, но не, ние велиме ќе продолжиме со проекти. Време за парламентарни избори се знае кога е, која ќе изминат 4 од 24-та. Во оваа насока, пред да преминеме и да направиме на кратка пауза да позборуваме за вашите активности во собранието, не лично вашите, меѓутоа на сите пратеници на што таму се, да. Ја споменавме и трагедијата во Кочани, ќе зборуваме за анкетната комисија. Ги споменавме Safe City и се чини дека на сите некако ни е потребен да се научиме да живееме малку поспоро, малку повеќе да ги почитуваме законите и се чини како да не учиме за жал од грешките. Имавме еден случај кога повторно во локал на кој што настапуваше на српска звезда, повторно имаше преголем број на присутни внатре, кога станува збор за Safe City, се споменуваат апликации за избегнување на камерите. Што треба како граѓанин? Како ќе си го промениме тој? Колку трагедии пред да ги зборуваме понатаму во вториот дел, колку трагедии ни се потребни да се случат пред да сватиме дека навистина од нас тргнува. Така од нас зависи. Јас и често, особено кога бев во опозиција, реагирав кога некој од владините функционери тогаш не ќе речеше виновен е системот. Да. Јас секогаш реагирав, дури јавно сум кажувала, системот е сочинет од луѓе. Значи мора да се посочи виновникот и да се прифати вината. И сега која е разликата, или еве конкретно со Safe City што го споменавме. Знаете, ние сакаме да направиме промени кои што не можат да се случат преку ноќ. Затоа што овие жители, нашите граѓани се навикнати така. И кога ќе им ставите некоја рамка, мислам дека клучниот миг е да не се прават исклучоци. А мислам дека не се прават. Значи тоа да важи за сите. Кажа министерот, вчера и денес читав интервју и од господинот Топаловски, кој што е, мислам, на СВР Скопје раководител, кажа дека нема исклучоци. Значи, затоа и овој тест период ќе се искористи за да се видат и најмалите, можеби непромислени детали кои што, само праксата може да ги покаже. Но, ако од овде не правиме исклучоци, овде веќе нема простор за интервенција, нема простор за јас да се јавам на некој, пушти го, скини му ја казната. Значи, веднаш во моментот, како што кажуваат, стигаат пораките. И мислам дека овој период треба да го искористиме да видиме, например, ако 2 пати ви се случи да на исто место добиете порака дека сте ја пречекориле брзината, па сметам дека месец дена се доволни за да вие токму на тоа место внимавате како возите. И веќе нема да се исклучува факторот човек,
се исклучува факторот партиски влијанија и слично. И мислам дека на тој начин полека, но сигурно или можеби и несвесно ќе влеземе во еден ред, систем кој што самите ќе го воспоставиме, ама и кон кој што треба да се придржуваме, без разлика дали сме партиски активисти, дали сме партија на власт или сме на опозиција. Тоа е она што декларативно или на хартија ни стои. Имаме закон, одличен закон, но примената на законите ни е страшна. Затоа што секогаш постои човечкиот фактор каде што некој некому ќе се јави, ќе интервенира и не знам што. Сега е тоа исклучено и мислам дека можеби треба период. Ако некој на вистина тешко може да се откажи, тогаш лесно ќе може да си плати за казните. Да не се прават исклучоци. Затоа што еден исклучок води до следен, и тука веќе се руши системот. Сметам дека овој систем е апсолутен пример за тоа дека може да се воведе ред. Дали нам тоа ни одговара, дали некому не одговара, па еве слушам ако е 50 дозволено, зошто до 55 не е пуштено? Па еве да се пушти до 55 ќе побараат до 60 да биде. Значи треба да се навикнеме дека таа некои тие пропишани брзини учел образоване за тоа. Не можеме ние да кажуваме. Има причина зошто се ставени. Има причина, па слушав коментари, не знам, скопските булевари биле многу широки за побрзо возење. Тие скопски булевари ни донесоа многу жртви. Жртвите не можеме да ги вратиме, но да можеме да превенираме, да спречиме да се случуваат други. Да спречиме да користиме мобилен додека возиме, да си ставаме појас, затоа што ако тоа не се внесеше со овој систем, мислам дека се уште ќе продолжиме. А најстрашен податок за мене беше кога прочитав дека во првиот или во првите 2 дена 1000 возила ни се во промет кои што се нерегистрирани. Мислам, тоа е страшно, тоа е опасно, не само по живот, како да ви кажам, научени и после истите луѓе кои што ќе дојдат надвор од држава, без разлика дали се работи за европска членка на Европска унија, сегде воведен ред и се воодушевуваат на тој ред. Или еве да го земам примерот со Орце, на кој што сите со сомнеш гледаа како Орце ќе го исчисти Скопје за 72 часа. Може би и за помалку го исчисти, може би и за подолго, но прашањето е дали после тоа некој престана да фрла ѓубре или остануваат истите навики. Или и тука треба да уведеме парични казни па да бидеме лошите. Очигледно дека нашиот менталитет сака слобода, сака комоција, а кога ќе се воведе ред, едни поздравуваат на едни, можеби и на истите повторно не им одговара. Но време можеби нема да сме популарни, но сметам дека долгорочно и тоа како ќе се видат ефектите од ваквиот ред и мислам дека тоа е нашата главна стратегија, да воведиме ред во улиците, во кафеаните, во дискотеките, во институциите, во училиштата. Мислам дека пополека, но сигурно и несвесно, генерацијски, затоа што ова е процес кој што ќе трае, ќе се навикнеме и ние да почитуваме. Да, ќе направиме тука една пауза во првиот дел, ќе повикам колегите да ги проследиме рекламите и во вториот дел ќе позборуваме и за најавената анкетна комисија и за сето она што предстои како активност во Собранието на Република Македонија. Да се враќаме назад во студиото, го продолжувам разговорот со пратеничката од редовите на ВМРО ДПМН, Дафина Стојановска. Да започнеме со активностите на пратениците во Собранието. Она што последно можеби се случи е дека беше изгласана анкетната комисија, односно со 84 гласа за, без воздржани против, Собранието изгласа одлука за формирање на анкетна комисија, која што во суштина ќе треба да ги утврдува околностите и постапувањата на институциите во за жал серија трагедии кои што и се случија на Македонија, почнувајќи од настаните во Кочани, пожарот во Кочани, пожарот во модуларната болница во Тетово, несреќата со автобусот Беса, Транс, сообраќајката кај Ласкраци со Дурмо Турс, и инаку иницијативата ја поднесоа пратениците од редовите на ВМРО ДПМН, знам и вреди. Сега само од друга страна сакаше да се формира анкетна комисија само за трагедијата во Кочани, односно во дискотеката Пулс. Мене како граѓанин ме интересира што се случуваше во Собранието, што се зборуваше на говорницата и зошто имаше едни вакви барања каде што би се одвоиле, би ги селектирале, раздвоено би ги гледале. Или пак заедно овие трагедии? Ако се сеќавате, мислам скоро после трагедијата во Кочани, сега можеби јуни месец беше, кога иницира анкетна комисија за оваа тема, особено пратеникот Димитар Апасиев како председател на постојаната анкетна комисија. Тоа е
собраниско работно тело редовно, некако овие за кои што изгласавме одлука да се формираат заради случаите, но тогаш и ние реагиравме да се стрпиме, бидејќи тогаш се уште беше истрагата во тек, се уште не беше формиран обвинителниот акт. Иако нели најавите од јавниот обвинител беа дека за 3 месеци ќе се случи, сметам дека се случи за 5. Сега, ако тогаш дури јас сметам дека излегов на говорница и апелирав, нека се формира обвинението, да видиме дали ќе има пропусти обвинителниот акт, дали некој ќе биде исклучен, дали ќе има А може да биде влијание на истрагата така. вашите? Мислам дека горе-доле, после фати лето, ребаланс на буџет, па се случија локалните избори, некако се помина тој период, дали се вразумија, дали го прифатија нашето, не е може би е помалку битно, за да сега повторно акцент ставаат за Кочани, а веќе почнете судскиот процес за Кочани. Ние немаме одолговлекување на отпочнување на судскиот процес како што беше случај. Ние во собранието пред крајот на нашиот опозицијски мандат имавме една анкетна комисија за случајот во онкологија. Не беше почнат судскиот случај. Така да сметам дека ајде да не речам тенденциозно, но ако веќе сакаат да разговараме за Кочани, не смееме да ги заборавиме и останатите несреќи кои што се случија во Македонија. Не затоа што се случиле во период кога ние сме биле опозиција, туку ако сакаме рамноправно да постапиме кон сите. Затоа што загубен живот е загубен живот. Семејствата и на починатите, погинатите во Дурмо Турс сообраќајката, Беса Транс сообраќајката, модуларната болница, иста болка има. Иста, да, ова е најсвеж случај, не случајно, за да не ни забележат, прво го имаме наведено Кочани, па хронолошки наназад како што се случува останатите, значи се работи за вкупно 138 починати луѓе. Се работи за институционална грешка. И сега, вината. Ако го следите господинот Апасиев, тој имаше еден говор во собранието каде што велеше дека не може да биде обвинет раководител на институција кој што потпишал некој документ или е во некоја хронологија на потписи при издавањето лиценца за Пулс во Кочани, кој што бил во 2012. Тогаш, кој е виновен? Затоа што ние не се согласивме, виновниците, дел од нив се веќе починати, ако сметаме дека се виновни само оние кои што го предизвикаа пожарот заради небрежност. Ние со самата несреќа откривме дека таму многу нешто не чинеле. Тоа истото се случи и со модуларната. Набавката на тие бараки, кој потпишал дека се комплетно како што треба според закон оспособени за да вршат функција на модуларна болница. Истото се случи и со Беса Транс. Возачот виновен го прогласија во бугарското судство. Исто така имаше 10% вина и предпријатието за јавни патишта во Бугарија. Меѓутоа се открија многу работи, се открија дека неколку преку 100 пати тој автобус ја проаѓал границата без лиценца. Истото се случи и со Дурмо Турс. Ајде да ги отвориме сите нешта. Сега, дилемата ми е судскиот процес е во тек. Ако господинот Апасиев е правник, со тоа се чука во гради и тоа е неспорно дека е тој правник. Таму имаме, односно во собранието има еден акт или постои закон во оваа држава, тоа е законот за постапување по престапки и предлози, во чишто член 10, сега ќе парафразирам, стои дека подносителите на преставка, доколку бараат нешто што е вон судскиот процес, а не е започнат судски процес, например, некој обвинителен акт или некој лик кој што не е обземен, тогаш, според овој закон и членот 10, оној кој што ја прима преставката, во случајов е господинот Апасиев, треба да им укаже на тоа. Мене ми е дилемата дали може би не правиме некое делување врз судскиот систем со тоа што во собранието ќе се одржува ново ред, бидејќи инсистира да има посебна анкетна комисија само за Кочани, ние, како што го кажавме тоа уште оној пат, кога сака уште во јуни месец да се формира ваква анкетна комисија, ние кажавме не да се разгледуваат и сите останати несреќи.
па да видиме, да ги повикаме. Право на повикување на гости на таа анкетна комисија имаат сите пратеници и пратенички групи. Таа комисија е составена од 15 членови и нивни заменици, каде што мнозинството го има власта, председател на таа комисија или председавач е пратеник на опозицијата. Ништо спорно, тие во нивната предлог одлука за формирање анкетна комисија има направено пропуст деловнички, каде што распоредот, бројот на пратениците кои што би членувале во таа комисија го има спротивно на деловникот и затоа истата им беше вратена, додека тие ја сработуваа нивната, веќе ние предложивме наша и така да во собранието се изгласа онака како што се изгласа. Сега постојат процедури, односно рокови, за време на кои што треба да се организира ова анкетна комисија, да се повикуваат гости и така натаму. Прво да се делегираат членови кои ќе се заседава со таа комисија. Предпоставувам дека сите ќе бидеме на ниво на задачата, бидејќи навистина се работи за сериозни трагедии кои што имаат засегнато, кажав, 138 семејства македонски, дека нема да дозволиме да направиме пародија од овој настан или не дај Боже да се случи некој инцидент. Пред се треба да влеземе во положба на оние кои што тука ќе дојдат, а како што најавија Пасиев, тој на 9 декември свикува редовна седница на постојаната анкетна комисија, она на која што тој е председател, оној истиот кој што не сака институционална одговорност, прифаќа како опозицијски пратеник да ја води оваа комисија. Вели преставката напишана е со датумот 10 јули, тој ја има примено на 15 и замислете, токму го избира датумот 9 декември за да се одржи ова седница на постојаната анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓаните. Најпомпезно најава дека ќе ги поканел, сигурно веќе ги има покането, премиерот, председателката на државата, председателот на собрание, координаторите на пратеничките групи, министерот за внатрешни работи и родителите, кои што се подпишани од Сдруженијето 16 март Кочани. А при тоа или пред тоа нема остварено комуникација за да праша дали се луѓе слободни. Моите информации говорат дека премиерот нема да биде слободен на тој датум. И паралелно, многу одамна, на редовните координации во собрание, каде што се прави некој си агендар, распоред за тековните активности, се знае дека на 9 декември е закажана пленарната седница на која што прва точка на дневен ред е буџетот за 2026. Да се работи за некој друг, може би да помислам и дека е случајно. Но кога се работи за господинот Апасиев, апсолутно не мислам дека ова е случајност. И апсолутно не мислам дека тој сака некого да заштити со она негова изјава која што ја кажав и дека во сушност продолжува праксата да СДСМ и Левица се едно корпоративно здружение кој што меѓу себе си имаат некои позадински цели, но за жал злоупотребуваат многу тешки теми, многу несреќни случаи, но ако е така, ако сум во право, навистина нека им служи на чест. Ние на седницата завчера побаравме, колегата Бојан Стојановски побара, ги замоли јавно да се обидат да го одложат овој термин и да договорат термин кога навистина ќе потврдат свое присуство. Еве министерот за внатрешни, председателката и председателот Гаши и премиерот, затоа што и тие навистина би сакале да учествуваат, затоа што познавајќи ги тие прва вест ќе извадат дека еве не се заинтересирани или како ние сите пратеници би биле тука присутни кога ваму паралелно во салата ќе се одвива пленарната седница. Јас верувам дека можеби ќе бидат добронамерни, ќе ја сватат нашата искрена замолница и дека ова седница, ова свикана веќе седница на оваа постојана анкетна ќе ја одложат разумно, за да навистина има ефект. А ако сакаат од тоа да злоупотребуваат, тие многу се навредуваат со оние термини кои што ги користиме, дека навистина пробуваат да собираат политички поени на овие тешки теми. Еве нема да употребам, но еве јас јавно тука од кај вас ќе ги замолам навистина разумно во договор со сите поканети
да најдат еден датум каде што навистина сите ќе бидеме во можност да присуствуваме, затоа што и нас не боли, секако дека болката на родителите е најголема, но и ние би сакале да присуствуваме тука кога веќе ја изгласавме одлуката. И ова е друга седница која што исклучиво е во рацете на господинот Апасиев. Ако тој 5 месеци чекал да го свика токму овој термин кога е пленарната за буџетот, тогаш да видиме. Да видиме, јавно апелиравме, замоливме. 9 е скоро, но може би има време да се предомисли и да го смени терминот и да одбереме термин на кој што сите тој ден би биле слободни, сите би присуствувале, би одделе на тој начин и еден почит кон оние кои што ја потпишале таа представка до господинот Апасиев. Да чекаме да види како ќе биде. Мене ме интересира дали ова ќе се промени можеби датумот, иако тука се близко. Иако целта е искрена, намерите му се најискрени, тогаш сметам дека треба да најдеме заедничко решение. Кога свикува седница да се договори со останатите колеги, затоа што нели мнозинството во речиси сите комисии, освен оние што се за надзор на АНБ и за следење на комуникации, таму имаат мнозинство пратениците од опозицијата, инаку во сите останати мнозинството го има власта, но ајде да почекаме да не испадне дека нешто пред време прогнозираме, замолницата останува. Кога споменавте буџетот веќе, да се надевам дека ќе се промена датумиви, дека можеби убаво би било да бидете тука и како представници на граѓаните и како нели ваша лична желба и генерално бидејќи најдобро би било да бидат во најголем состав, но прашањето на буџетот е реално прашање и ќе се носи, мора да се донесе, едноставно такви се работи, функционирањето на државата зависи од гласањето на буџетот. Министерката за финансии кажа дека буџетот е добро испланиран, дека би ги остварил планираните цели кога станува збор за самиот буџет и за активностите на државата. Што би се случувало, да речеме, на 9? Очекувате ли брзо тоа да се изреализира или... Според новиот деловник, рокот за донесување на буџет откако ќе се отвори точката на пленарната седница е 3 дена, така и да имаме, ако на 9 започнеме, ако да видиме што ќе се случува со оваа веќе свикана, а не одложена седница на комисијата што ја води Апасиев, тогаш мора да се заврши, ако на 9 ја започнеме пленарната, 10, значи на 11 до 24 часот навечер треба да се исцрпи листата на пријавени за збори и буџетот како документ да биде донесен, бидејќи тој битен за функционирањето на цела држава. Од тука зависат сите одобрени финансии, инаку како што кажавте министерката за финансии и кога го имаше експозето во комисијата за финансирање и буџет, да, можеби е точно дека е најголем до сега хронолошки, но е буџет во кој што е предвидено да се има редовни плати и пензии со покачувањата кои што се согласно закон, но исто така предвидени се и капитални инвестиции. Ние тоа не го тргаме настрана, не ги закочуваме процесите, но мора домачински да се испланираат и да се потрошат сите средства како би ја издржале оваа следна 26-та, бидејќи јавноста знае во 26-та ни следува исплата на долг од 2 милиарди евра. Затоа паметно е да се инвестира во капитални инвестиции, затоа што тие ќе произведат економски раст и приходи, приливна средства, но од друга страна мора да се скуси трошењето или расходите, или да се намали разликата помеѓу расходите и приходи и дефицитот за да издржиме оваа година. Затоа кажавме, ние некои велат ги обвинувате, доста ги обвинувате СДСМ, ама последиците нивни ги трпиме. Нивниот башибозлук, нивното расфрлање со средства, нивното неинвестирање во капитални инвестиции. Кога беше тука, тој не буквално кога каже дека планира на буџет за пола година, дека буквално да, во 24-та беше планиран буџетот за 6 месеци понатаму веќе како... Да. И кога влегоа 24 јуни 24-та влегоа, видоа дека повеќе од половината е истрошен и тој половина е спланиран буџет. Паметиме 4 државни предпријатија беа оставени без 3 или 4 плати, пошти, водостопанство, шуми и уште една беше сега и железници. Така да затоа потенцираме дека да не се грижат ниту пензионерите, ниту вработените барем во делот за плати и пензии, но да и она што го имаме зацртано како проекција
или средства за капитални инвестиции ќе продолжат, но сето тоа умерено, домачински спакувано, за да ја изгураме и ова, би рекла, финансиски тешка 26-та година, но да, можеме да се пофалиме дека и само за година и неколку месеци успеавме да полниме буџетската каса со приливот на средства од царините, од патарините, со наплатата на УЈП и на даноците. Борбата со сивата економија продолжува, борбата против корупцијата продолжува, така да се уште стојат пред нас мноштво на предизвици, но со луѓе кои што сериозно се зафатени за задачите кои што им се доделени, сметам дека ќе успееме и во ова. Пред вас се уште неколку работи кои што стојат, особено во делот на судиите, на обвинителите. Оставка поднесе уставниот судија Дабовиќ Атанасова. Каква е сега понатаму постапката и процедурата, тоа било едното прашање. Од друга страна, во јавноста проструи информации дека се очекува дека државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски би почнала постапката за негово разрешување до крајот на месецот. Сето тоа треба да се случи во собранието, па каква е постапката? Па така, бидејќи нели зборувавме кои се активностите кои што следуваат еве во овој последен месец од оваа календарска година, да има оставка, што значи очекуваме да дојде предлог, да има предлози кандидати за нов уставен судија, да има седница на парламентот каде што ќе се разгледуваат предлозите, понатаму и она што споменавте за јавниот обвинител, ние во јули месец на предлог на пратениците колеги од Левица гласавме за негова интерпелација, но гледате дека господинот Коцевски постапи исто како и оние кои што со интерпелација исто така изгласавме за тројцата членови на судскиот совет, така да морал, етика тука не важат. Ние не постапуваме како некои минати влади, немаме намера да носиме закон со кој што например би ги измениле законските нормативи за избор на судии. Се уште апелираме за разумност, се уште велиме дека не се сите судии и јавни обвинители корумпирани, но да, се уште стои недовербата во судските инстанции, која што е, нели, веќе станува статистичка грешка, тоа го имаше и во извештајот последен на Европската комисија, така да и еден од предизвиците пред нас кој што стои е тој. Во собранието очекуваме да дојде и предлог законот за судскиот совет, во кој што очекувам или веќе можеби најавено е дека би биле измените во делот да се допрецизираат или да се малку стеснат условите за избор на член на судски совет, да немаме повторно избрани некои нови ликови како Весна Дамева, да се знае што е дефиницијата истакнат правник, да биде критериум на место 10 години искуство во областа на судството да бидат 15, така да тука и самата можност за кандидирање на овие места ќе се стесни, односно навистина ќе зборуваме за сериозни луѓе кои што би се нафатиле за оваа сериозна улога. И да, дел од реформските пакети се оние кои што ги очекуваме да дојдат. Дел од нив кажа министерот за правда дека се испратени до Венецијанската комисија, а дел од нив се однесуваат за платите и можеби во овој месец декември да се случи и она измена или да се врати таа противуставна криминална измена на кривичниот законник оној пат, кога нели го изменија членот 353, членот со кој што се одговараше за злоупотреба на јавни набавки на државни средства. Простете, не сум правник точно околу дефинициите, но мислам дека можно е во овој месец да се случи и тоа. Веќе знаеме која беше целта на тогашната власт во заминување, да си ги поштедат или да си ги забетонираат позициите, дека нивните функционери нема да одговараат. Се надевам дека и тоа ќе биде една од неправдите кои што ние како партија на власт треба да ги исправиме. Велам, популарни или не, но ние се нафативме на ова и мора полека, но сигурно и овој дел да го средуваме. За крај, она што сигурно се очекува е на 24-ти, чинам беше и кога би се бирале нови членови на владата, ако не се лажам, тоа е... Да, веќе така, во собрание се стигнати предлозите. Вчера или завчера премиерот, мислам, ги кажа и мињата, во собрание се стигнати и мислам дека е договорено со председателот на собрание и координаторите на пратеничките групи таа седница за избор на нови членови на владата да се одржи на 24 декември. Сметам дека тука негде ќе биде и датумот за последната седница на
пратенички прашања за оваа година, бидејќи нели се одржува на крајот на секој месец, така да горе-долу мислам дека тоа би биле активностите во собранието за месец декември. И за крај, како како жени кои што може да се обратат, би на 10 декември завршува ние 16 ден на активизам за борба против семејно насилство. За жал, ние во изминатиот период слушавме и гледавме случаи каде што има случаи на семејно насилство, за жал и жртви. Многу сме зборувале, сме правеле прилози, треба многу да се работи на оваа тема, како институционално, така и во нашиот начин на однеснување и она што значат некои, како да кажам, општествени норми на однесување, треба многу да се направи, но еве тука би го заокружило нашиот разговор, со оглед на тоа што следна недела веќе завршуваат тие 16 дена активизам. Па добро, актуелна и таа тема, и во собрание имаше добар дел на активности, во нашата партија имаше активности. Мене ми е драго што полека оваа тема веќе не се дефинира или не се третира како тема за жените, туку мислам дека е тема за целото општество. И најмногу што би сакала да потенцираме дека молчењето го продолжува насилството, и јас не сметам дека на оваа тема треба да се мисли само на физичко насилство, иако добар дел од физичкото насилство кое што маж го прави врз жена, според мене е само недостаток на, ајде да не се израза, машкост, на храброст. На храброст кај мажот, затоа молчењето никако не сме ниту да го поддржиме, треба да ги охрабриме сите кои што трпат било каков тип на насилство, бидејќи добар дел можам да кажам дека ни се случува можеби во парламентот еден вид на насилство. Како? Па ете преку некои навреди кои што се случуваат од говорница кон жени. Повторно ќе кажам, тоа може да го направи само маж или пратеник кој што нема во себе храброст. Лично можеби и јас би можела да се квалификувам како жена врз која што секојдневно се врши насилство преку социјалните мрежи. Видете, ние во собранието можеби имаме и некој кој што е со досие насилник. Имаме и такви кои што треба да се истражат ако имаме истражувачко новинарство. Затоа што не може некој постојано да се прави дека е жртва на системот, жртва на комунизмот, жртва на ДПМН како што на нарекуваат, а од друга страна тој системот него да изградил и универзитетски професор, ете и пратеник, ете и председател на комисија. Не може таа пратеничка група да се прави за жртва, а од друга страна да се однесува насилнички. Имавме моменти во собрание кога ни пцуја се живо и диво. И кога јавноста ќе ви каже, па ниф им личи. Не, некогаш треба да се врати со и старшин за да знаат каде се наоѓаат. Затоа што не може тој да го обвинува премиерот затоа што е син на универзитетски професор, а истовремено тој да е родител, малолетен, жив и здрав нека е синот, но утре неговиот син ќе биде син на двајца универзитетски професори. Каде системот нив ги деградирал, ги омаловажил? Универзитетски професори се, така? Не може постојано да им е тема дафина, еве и можеби и сега ризикувам да им бидам тема за викендов. Тоа не е насилство? Не може да продаваат морал луѓе кои што се неморални, кои што пред 3 години велеа дека кандидатите за градоначалници на ВМРО ДПМН треба да си поднесат оставка без разлика на исходот, а сега истите да ги гледаме тука. Не може тој да кажува дека е многу заинтересиран за несреќата во Кочани. Сите сме живо погодени од таа несреќа. А во пратеничката група да има лик кој што предизвика сообраќајна несреќа. Каде е тука моралот? За кого зборуваме? Знаете како Анастасија, храбра сум, да, и издржувам се, но мислам дека некои граници се преминати, црвени линии, а најмногу реагирам затоа што тие се прават жртви на системот кој што им овозможил се. Тие можат да навредуваат, да понижуваат колеги, а од друга страна да ги користат бенефитите на собранието. Тие половина година прекинуваа седници со 1 час пауза за да им се доставил списокот за патни трошоци, доставен име. И што видоа тука? Некој нешто злоупотребувал, а тие исти луѓе користеле буџетски средства кои што се наменети за функционирање на нивната партија, за да ваму се прават свеци дека тие не користат патни трошоци. Не може, не е морално, не е етички. И не се тие жртви на системот. Тие добар назив им најдовме, глодари се на системот. Пазете, на една комисија за финансирање и буџет, јас после тоа вака куларски, но еве јавно ќе ги кажам, тие се за мене собраниски
вампири. Две причини. Прво, затоа што се најактивни во доцните часови, а второ и самиот Апасиев еднаш го повикаа на помош затоа што влегува во безизлезна ситуација, бидејќи едниот чат GPT говорни држеше на говорница, сакаше да биде ВМРО ДПМН, ама не може. Другиот виткаше, јас тоа јавно им го кажав, го повикаа на помош, тој мислеше дека ќе ме омаловажи господинот Апасиев со тоа што ќе ме нарече богаташка од Гостиварско. И одговорница баш тогаш кажа дека крвта со памукче ќе ни ја цицале. И нема реакција од медиуми, не знам, хелсиншки, не знам, човекови прав, тоа не е насилство? Памукчето што ќе го користеа за да ни ја цицаат крвта. Сега можат слободно да го стават тука, бидејќи еден друг колега, кандидат за градоначалник на метрополата, не нарече, не квалификуваше со половина, со четвртина, со осмина мозок, така, јавно, на јавна сцена. Нека го стават тука, затоа што вишок од мозок нивен што тече, мириса. Значи, може би не сум тоа што сум, не сум Дафина во моментов, но навистина, ако веќе од една страна правите насилство, кажав некој од нив и физичко, барем такви дојави има. Немојте да изигрувате жртви, бидете храбри. Бидете храбри и стоите тука. Не само да дојдете на почеток на седница, да направите некое видео, да објавите ДПМН е ова, ДПМН е она, Мицко вака, Мицко така. Синот на Апасиев, утре која ќе порасне, ќе биде син на двајца универзитетски професори. Хонорари земаш едниот од СЈО, едната од треба да се истражи од каде зема, колку зема, зошто зема. Не се тие жртви, тие се буквално глодари. Не може тој мене да ме обвинува дека сум богаташка, затоа што и законот не ме гонел за тоа, јас сум објавила имот на мои родители. И не може тој да се жали дека некој му ја споменува жената, а тој може да споменува нечива мајка и нечиви деца. Едно со друго не оди. И тоа е еден вид насилство, и затоа апсолутно некогаш можеби не заслужуваат толку време да им се посвети, но ви кажа во собрание тие се собраниски вампири кои што ги нема никаде, но да можете да ги видите со кесички, со храна, бидејќи нели тие ги ваѓаат ценовниците од собранискиот ресторан, ама не се имаат сликано кога и дома носат од ефтината храна, од системот кој што не чини, од системот кој што тие ќе го уништат. Не, на нив најдобро им одговараше улогата на шарени револуционери, да ги уништуваат институциите. Комоцијата на институциите тие удобно си ја живеат, но глумат дека се жртви на системот, луѓе кои што се вистински насилници, луѓе кои што уништија собраниски инвентар, луѓе кои што на сите пратеници во сала им испсуја се живо и диво, тие се прво крајно неморални, насилници и најмалку би сакала да се пример за некои идни генерации. Оваа сила која што можеби се глумат или можеби на вистина мислат дека имаат, им доаѓа само поради слабиот СДСМ. И да, продолжува улогата на едни на други поданици, кога како некојаш левица одработува за СДСМ, некојаш СДСМ за левица, но позадините ќе им бидат разоткриени. Како што, впрочем, премиерот на една пленарна ги разоткри, нели, за тоа како тие ги покриваат нивните патни трошоци и тоа кој вози джип во собрание и возењето на неговиот джип, нели, велат ништо чудно, тој е универзитетски професор. Па има и други универзитетски професори. Затоа велам, ако некој ги анализира, тотално се противречни, контрадикторни и за мене се најголемите насилници што некојаш парламентот ги имал. Може би ова за нив е комплимент, но се штетници на општеството, се луѓе кои што живеат од туѓа несреќа, а не гледаат дека во нивниот двор имаат примери каде што им се случуваат многу нешта за кои што критикувале некои други. Тоа е левица. Ви благодарам за вечерашното гостување. Благодарам за сите одговори на сите прашања кои сте ги имав за вас вечерот. До следно видување. Благодарам, јас ми беше чест секако. Почитувани, тоа беше вечерашното издание на емисијата За или против. Јас ви посакувам убав остаток од вечерта, како и секогаш имајте убав викенд пред вас и не го менувајте каналот, останете на ТВ Алфа.